Во овој блок со колегата Сотир Трајков се поврзуваме од општина Карпош. Сотир, како тече гласањето во оваа скопска општина утрова? Така е, Александар, ние се јавуваме од скопската општина Карпош, конкретно од Карпош 4, се наоѓаме пред училиштето Петар Попарсов. Можеме да забележиме дека многу повеќе граѓани доаѓаат да го остварат своето граѓанско право и должност да гласаат на овие 8 локални избори од независноста на Македонија. Успеавме да поразговараме со заменик председателот на избирачкиот одбор на избирачкото место 2638, кој вели дека изборниот ден започнал навреме и без било какви пропусти, па предлагам овде да ја слушнеме неговата изјава. Во досегашниот дел од изборот, одгласот на гласачите во однос на минатите години е некој запазен просек, се одвива се во најдобар ред, нема никакви проблеми, никакви инциденти кои што ќе треба да се евидентираат, така да гласањето се одвива во најдобар тек. Направивме и анкета со граѓаните, тие очекуваат од новите градоначалници и советници да се заложат за почиста животна средина и за подобрување на сообраќајната инфраструктура, па предлагам и нив да ги слушнеме. Прво што очекуваме е почист Чаир, бидејќи Чаир е една од најстарите населби во Скопје. Второ, очекуваме сообраќајот во Чаирчанка да се регулира, да се најде начин или да се отвори, или да се направи двосплатно, или да биде комуникацијата полесно. Во општина Чаир да се посреди малку, повеќе дисциплина и поголема чистота. Тоа очекувам. За друго, што е актуелно е сообраќајот да се следи некако. Не можеме, ако треба да одиме до продавница, треба по улица да одиме. Тротоарите да се запатени со возила. Продолжува изборниот ден, право на глас имаат 1.832.415 гласачи, се гласа на 3.474 избирачки места, а се избира во 80 општини и во градот Скопје за градоначалници и советници на општините. Телма го следи изборниот ден и со повеќе информации во следниве информативни јавувања. Александар, дали имаш прашање? Сотир, ти благодарам на извештајот во ова вклучување во вестите.